Се нови и нови луѓе носат. Како да нема други затвори. До кога ќе трае ова? Додека да ја ослободиме Македонија. Ајдемо. Полека. Погоре. Полека. Полека, брате, полека. Полека, те претепале, соземи се. Полека. Пази, ќе си кажеш што имаш да кажеш. Денови, месеци, години се пред нас. Ќе си му абетиме по цели ноќи. Јас сум Коца. Коце Петков од Велмевци. Нема многу време. Треба да ми судат. Ако не Бесилка Сургун не ми гине во Анадолија или по островите. Не. Помија. Ова ни свињите не можат да го јадат. Бесилка, братко, е подобар избор од овој смрден кауш. Ваму стомната, чекај! Дај ја! Најпрвин ќе пиете паниот. Коце, него најмногу му треба. Ќе има за сите, хајде. Полека, како што се договоривме по 2-3 голтки. Пуста жед. Не се дотрпува цела ноќ. А и помирава е престолена. Че, дај. Не ја туре чорбата. Дај. Тргни го. Овде ќе копаме. Ти издржиш се малку, брате. Ни Сургун, ни Суд, ни Бесилка ќе видиш. Сите ние што овде ја преседовме борбата и што овде го преседовме во станието, ќе се вратиме во Македонија, ќе го исполниме нашиот долг до крај. Ако треба да се умре, ќе се умре со пушка в раце. А не овде. Мислиш, тунел да копаме војвода, а? Не бидува таа работа. Копав со рацете, земјата е тврда како камен. И казми да имаме една педа не можеме да ископаме. А бидувало, а? Бидувало. Епа бидувало, значи денски овде ќе ја фрламе чорбата. Навечер кога ќе скипи и ќе омекне земјата, ќе копаме. А колку треба да копаме долго? Колку далеку? Мерев во дворот. Од зидот до коритото на Драгор има околу 10 чекори. Тоа се некаде 6-7 метра. Темелите не би требало да се подлабоки од метар и половина. Значи тоа е длабочината. За широчина ќе одиме околу 1 аршин. Па сите сме кожа и коски. Ќе не собере безалиште. А земјата што ќе ископаме? Троа овде, троа надвор ќе изнесуваме по џебови. Војвода, раните повеќе не болат. Гледам сонце. Лег. Никола Каранџулов е роден 1880 година во Прилеп. Учел во родниот град, потоа во Битола и Ќустендил, каде што се вклучил во тамошното македонско друштво. Во 1896 година завршил педагошко училиште во Загреб, а истата година, како 17 годишно момче, се вработил како учител во родниот град, каде што веднаш бил вклучен во активностите на местниот комитет на тајната македонско-одринска организација. Бил задолжен за собраното оружје, кое го криеле низ пештерите во местноста Мечка, близу селото Селце. Во ноември 1897 година, со избивањето на Виничката провала, поради вмешаноста во собирањето и криењето на оружјето, морал да замине во Бугарија. Никола. Си ме барал, Иванов? Да. Ова е Христо Грнчар од Виница. Ајде сега кажи му на даскалот се што знаеш.
Што да кажам? Од Скопје во Виница и Виничките села дојде Дервиш Ефенди со орда зверови и убици. Еве, пред мои очи турските војници го обесчестија учителот Елеков. Дали од срам или понижување, умре. А селскиот кмет Иван Петков го претепаа до смрт и многу други. Мене ден и ноќ ме држаа со главата врзан надолу. Ме тепаа овде по градите. Не знам како курцулив. Добро, Грнчар, кажи го главното. Главното. Нека си каже што има да каже, нека си олесни душата. Ама и тоа е главно. Меѓу претепаните и убиените имаше 27 учители и 13 свештеници. Добро, Грнчар, добро. Кажи го сега главното. Побрзав да ви известам, еве ваков како што сум, додека бев обесен со главата надолу, чув, кажаа некои имиња. Никола Каранџулов и Атанас Иванов од Прилеп. А чинам дека сте тоа вие двајцата. Тоа е точното. А сега вие идете барите чари. По виничката провала Каранџулов и Иванов заминале во Бугарија. Една година потоа, есента 1898 година, откако минала опасноста, Каранџулов се вратил во Прилеп и повторно работел како учител. Во Прилеп, општествената атмосфера била заострена, како последица на активноста на бугарското тајно револуционерно друштво под покровителство на екзархијата, кој иако малубројно имало големо влијание во црковно-училишните работи во градот. На другата страна била новата револуционерна струја, предводена од Моро, која имала големо влијание врз масата, но незиниот пристап до раководните структури бил ограничен. Прилепската општина за управник во училиштето го именувала Ѓорѓи Чкартов, а наставничкиот совет, зад кој стоела Тморо, го именувала Никола Каранџулов. Меѓу овие двајца нетрпеливоста прераснала во отворен судир, што ескалирал за време на прославата на празникот Свети Кирил и Методи, поради што морала да интервенира и османската полиција. Младиот бунтовник Каранџулов, со само 19 години, го свртел вниманието на власта. Поради своите револуционерни убедувања, темперамент и цврст карактер, во јануари 1899 година Каранџулов бил избран за председател на местниот комитет на Тморо во Прилеп. Опасни времења се чедо. Долу во визбата. Еден твој ранет другар, други двајца болни, стегаат заби да не офнат, да не ги чуе некој. А под нив во дупката долу, цела мага заполна со пиштоли, бомби, со што уште не. А бредно жарче и секе летне во воздух. Мајко, доста. Наскоро ќе пристигнат Дамјан Груев и Атанас Иванов. Спреми нешто за мезе. И по 2-3 раки и сигурно ќе дојдат премрзнати од патот. И ако не ги пресретнат властите по пат. Види, дува се Верецов. А снегот прстка како заинает од ведро небо. Здраво живо. Анка. Здраво живо. Здраво живо. Здраво живо, дам. Анке, те гледам ти повторно си лута. Пак ли го караш колета? Како да е некоја џамија? А што е ако не е џамијата нас? За За некој ден ќе полни 19. Дома го немам виден. Уште од дете како тргна по тоа патиштата, по планините. И тој
И син ми, Ѓорѓи, постариот. И ќерка ми Заха. И таа, исто како овој, тргната по тие пусти патишта. Мајка како мајка. Секогаш само на најлошото помислав. Мајко, ајде. Ситуацијата не е одинарна. Властите веќе одамна те меркаат, а и на некои од нашите им си трн бок. Ризично е да останеш во Прилеп. А и на куќава твоја треба да се припази веќе. Ранетите и болниот што се кај тебе, уште вечерва треба да се припазат и да се приберат на сигурно место. Најдоцна утре и сутрина. И оружјето исто така. Колку пушки имате? 24 се на број. Имаме и нешто на револвери. Малку време да поомекне, ќе ги распоредиме во Мариовско. Значи, треба да работиме што повеќе на заекнување на вооружените сили во организацијата. Да се организира востанието и да се ослободат десобедениот сите делови на Македонија. Добро. Така е. Ајде, Ајде да се повелете. згрееме. На здравие нека ни е. И дај Боже да дојде тоа време. Само мора најпрво да ги изчистиме своите редови. И овде во Прилеп се чувствува раката на Врховниот комитет од Софија. Делби. Македонско проклетство. Значи, одиш во Штип, решено е. А за понатаму ќе видиме. Во учебната 1899-1900 Каранџулов учителствувал во Штип. Во учебната 1901-1902 година учителствувал во Крива Паланка, каде што бил и председател на тамошниот комитет на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во тој период организацијата интензивно се вооружува и интензивно ги гради своите вооружени сили. Од друга страна, Врховниот македонски комитет по секоја цена настојува да го преземе раководството во македонското револуционерно движење. Со оглед на географската положба на Крива Паланка и близината на Кјустендил, каде што Тморо имала свој пункт од каде се испраќале оружје, муниција и други материјали во Македонија, Каранџулов се нашол на едно стратешки важно место за организацијата. Заради учеството во некаква афера, есента 1902 година, османските власти од Крива Паланка го интернирале во родниот Прилеп, каде што строго му било забрането да го напушта градот. Војвода, веќе 3 недели копате со раце, со лајци и со вилушки. Да слезев долу во тунелот и јас да покопав малку. Барем една порција земја да извадев. Немај гајле, коце, немај гајле. Така речи до вчера те тепа, збирај снага ке ти треба за бегство. Тепа. Како да си изморија од тепање. Јас ништо не признав, војвода. Само велев, не познавам таков човек. Не бев јас. А тие на секој мој збор удри. Како одвет да ми дава. А тебе, војвода, кога те пикнаа тука? Лани на Великден, во Прилеп ме уапсија. Само не знам дали турците знаеа дека се спрема востание или... Но само едно ми е жал. Ме спречија да бидам таму каде што ми е местото. Со мојата чета, меѓу востаниците. Да не те предал некој? Може ќе и тоа. Не знам. Не сакам да мислам на тоа и да ме јадат јанзи. Ајде, доста е за вечерва. Ајде. Ах, ти народе, беден народе.
Те грабаат диво, мечешки. Но ајде собери храброст. Дојде времето да си побараш права човечки. Многу убаво, војвода. Кој ги напишал овие зборови? Ги напишав додека студирав на Педагошката академија во Загреб. Тогаш мечтаев. Се занесував, сакав да бидам поет. Се чини близко сме. Измерив 4 должини на моето тело, а и земјата се повлажна. Да покопаме уште час-два и да ја дувнеме. Наскоро ќе зазори, браќа. И јас мислам дека сантиметри не делат од слободата. Утре вечер најдоцна задутре. Ура за слободата! Ура! Ноќта на 14 март 1904 година, сите 32 затвореници успеваат да избегаат од битолскиот затвор. Истата вечер успеале да стигнат до селото Кономлади, каде што ги пречекала четата на Митре Влавот. За ова спектакуларно бегство пишувале речиси сите тогашни весници на Балканот и во Европа. Набргу потоа, на големо изненадување на сите, на роднините и на другарите, една ноќ Каранџулов се појавил во Прилеп. Мил брате Ѓорги, сигурно од тамошните вестници разбра за моето бегство и бегството на другите затвореници од битолскиот затвор. Тунелот се копаше под моја команда. Надвор излеговме голи и боси, зашто соалишта не собираше. Прво излегов јас, и кога се осигурав дека е безбедно, излегоа и останатите. И така сега сум слободен. Состојбите овде не се замашала, ама не можам да ти пишувам. Во почетокот на мај, во Прилепско ќе се одржи конгрес на организацијата на која ќе присуствуваат највидните револуционерни имиња. Даме Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Христо Узунов, Ѓорги Сугаре, Петар Рацев, Јордан Тренков, Пешо Самарџиев, Добри Даскалов и јас. Видете, вие ќе бидете во четата која што ќе ги обезбедува конгресите и делегатите. Заради безбедноста на конгресот, тој ќе биде подвижен. Ќе се одржува од село во село. Согласни сте? Време е да се раздвижиме, војвода. Откако избегавме од затворот, не сме мрднале. Ќе заборавиме да одиме. Навистина, време беше да се соберат главните. Зад нас е горко искуство, неголемата гордост и линденското востание. Сега само треба да решиме како ќе действуваме понатаму и да ги заборавиме старите несогласувања. На конгресот генерално се разгледувало прашањето за идејното устројство на организацијата. При тоа доминирале демократски ориентираните сили. На крајот на последното заседание, кон крајот на мај, на врвот Мукос на планината Борула, били изработени два предлог правилници. Даме Груев во име на компромисот морал прилично да отстапи од старата централизација. Второ по важност прашање, кое станало предмет на долготрајни и страстни дискусии, било становиштето на организацијата кон двете вооружени пропаганди, грчката и српската. Тука како главни противници се исправиле еден против друг Пере Тошев и Ѓорче Петров. На крајот било решено да се преземат строги мерки против двете вооружени пропаганди, што бил и ставот на Пере Тошев. Се воспоставили посебни директиви за водење на борба против нив. Освен тоа, бил усвоен нов правилник за четите, врз чија основа биле именувани ревизори за четите по реони. За ревизори на четите во Прилепскиот реон биле именувани Никола Каранџулов и Петар Рацев. Се враќам во Прилеп. Работата во комитетот врие. Мора да се среди. Доста е со недоразбирања и поделби. Слушај, Никола, во Прилеп е опасно за тебе. Остани овде со мене. Нити твојот авторитет, нити темперамент нема да ти помогнат. Залудно е, верувај ми. Решив, Петре. До гледање.
Војводо, од двете страни сме обколени со турски аскер. Во правецот кај селце, наваму доаѓа турска коњаница. А изутрина, взори, од тука близу помина турскиот аскер, накачена кај Бела чешма, во правец на кај Кокре. Оние што заминале кон Бела чешма и кон Кокре веќе ги нема, веќе го поминале Ридон. Од кај селце не иде кавалерија кон нас. Не се многу до душа, ама не е добро да се пресретнеме. Ама оние што заминале кон Бела чешма и кон Кокре ќе ни го пресечат патот и ги чујат пукотниците. Војводо, што предлагаш ти? Теренов ти е добро познат. Не знам, Шакир, што велиш ти? Овде да ги чекаме е премногу отворено. Предлагам да се искачиме пругоре, по Плазикава, за да избегнеме кавалеријата што иде од селце. Оние кои заминале кон Кокре, ќе има доволно време да го поминат преслапот, да се оддалечат и да не ги чујат пукотниците. Да стигнеме до спилите на Црвена стена. После ќе биде полесно. Друго не гледам. Одиме. Ајде. Идејата за повлекување изгледала остварлива. Четниците го напуштиле местото каде што се одмарале и полунаведнати почнале да накачуваат по нагорнината, кон врвот. Стрмната нагорнина и јулското сонце набрзо ги замориле четниците, па тие застанале малку да се одморат. Петар Ацев наредил да се ослободат од во тој момент ненужната опрема, ранците со храна и јалишта. По кус одмор, четата продолжила нагоре. При тоа пресметката дека војската, која поминала рано утрото, веќе го префрлила преслапот кај Корке, се покажала погрешна и фатална. Еве ги турците што доаѓаат од кај селце. Војводо, да пукам? Пукај! Повлекување. Одиме на кај Црвена стена, а потоа на кај врвот и таму се излекуваме. Брго! По изведување на овој маневар без загуби, четата почнала да се искачува нагоре. Привремено завладеало затишје. Четниците предпоставиле дека турците се повлекуваат, меѓутоа тие се прегрупирале и се подготвувале за напад. Никола, што е Никола? Како ме погоди? Здраво сум удрен, војводо. Не можем. Брате Петре, не можем. Куршумот ми помина низ грбот. Ни рака, ни нога можем да мрдам. Коце. Коце да дојди. Никола, 20-30 чекори. Ќе те однесам до Шумичка на најблиско, да поминеме чистинкава. А после на раце ќе те носиме, брате. Не можем, брате, да мрдам. Кичмата како да ми е преполовена. И со прст не можем да мрднам. Коце. Коце да дојди. Со турци, бе. Ти можеш ли сам, а? Спасете се вие. Само живи можете да ги помогнете на Македонија. Да живее Македонија. Коце. Коце Велмевчето да дојде. Коце. Војводата Каранџулов е смртно ранет. Тебе те бара. Исполни моја желбата. Те молам. Да ми ги скратиш маките, брате. Војвода.
Ако треба на рацете, ќе те носам. Мораш да останеш жив, војвода. Должен сум ти. Војвода. Ќе те носам на раце. Цел свет ако треба, ќе го поминам со тебе. Коце, ми должиш. Ми должиш. Ти должен, војвода. Врати ми го долгот, коце. Војвода. Нешто ке те прашам, бабо, право да ми кажиш. Кој војводи беа, бабо, у тебе на гости? Дали Толе Паша, бабо, дали дедо Коле? Дали Толе Паша, бабо, дали дедо Коле? Дејди Турче, Турче, море и троен будало. Дејди Турче, Турче, море и троен будало. Тале ли ме прашаш, Турче, право ке ти кажам. Тале ли ме прашаш, Турче, право ке ти кажам. Ни војводи беа, го ни кумити беа. Ни војводи беа, го ни кумити беа. Туку тие беа кутри затвореници. Туку тие беа кутри затвореници. А са надупнале, а го они испаднале. А са надупнале, а го они испаднале. Војвода им беше, а го Кољо Караđulo. Војвода им беше, а го Кољо Караđulo.